Како што најавивме, доста интересна и актуелна тема имаме во денешното вторнично издание на Утринска на Телма и на овие наши теми го ставаме фокусот, се со цел да добиеме дополнителни информации, но и да го реализираме она кое што е меѓу другото актуелно и во светот. Не правиме паралела, но може да прашаме каде сме ние со оглед на одредени прашања, но и закони кои што можеби би требало да постојат ако зборуваме за заштита на младите генерации и што е она кое што се случува и какви промени треба тие да донесат. Колкава е нашата одговорност, но и колкави се точно нивните одлуки, ако зборуваме за одлуките на младите и оние кои што меѓу другото како податок се вели дека го менуваат светот, а тоа е генерацијата Z. Значи неколку теми кои што ќе сакаме да ги реализираме во продолжение и верувам ќе го задржат вашето внимание за актуелностите, впрочем она кое што повеќе земји во светот го прават, забрана на социјалните мрежи за лица под 16 години и најактуелно во моментот тоа го прави Австралија, а Мета веќе ги исклучува профилите на деца под 16 години. Исто така и за она кое што и минатата недела беше информација, а тоа е забрана на една од најпопуларните игри, Roblox. Русија го забрани Roblox токму поради одредени причини кои што во текот на разговорот ќе ги споменеме. Roblox го играат нели децата широм светот, го играат и децата во Македонија. Зошто таква одлука донесува Русија и дали би требало тоа да не замисли, а и ќе слушнеме како функционира генерација Z, како во светот, па така и кај нас, дали се пренесуваат тие трендови и дали почнува нешто да се менува. Нова тема во Утринска на Телма, секогаш имаме одлично друштво секојдневно, но особено за вакви теми нашиот чест соговорник и пријател. Првиот избор секој пат се. Да, Бојан Продалов, кој што го начекавме да биде тука, верували или не. Бојан, добро утро, добре ни дојде и ти благодариме што вака во овој меѓупростор од Обрски и од Брисел и Скопје седи нас тука заедно со нас. Благодарам за честа пред се и за можноста, секој со задоволство. И нашата Марија. Мислам дека кога и на Ивана и падна идејата кој да биде представник од генерација Z, си имаме една единствена наша Марија во корпусот на Утринска на Телма, така што не внесува она така редакцијски во. Често може да кажеме дека преку нејзини примери Бојан знаеме да се допреме и до оваа генерација, па и да си ги слушнеме ставовите, размислувањата. Ивана спомена, нема да правиме паралели, ами ќе можеби преку разговорот да знаеме кои модели можеби се соодветни апропо Австралија, Данска е можеби исто така потекна иницијатива да ги следи примерите за изгаснување на акаунти и профили за социјалните нели платформи на лица под 16 години. Прилично можам да кажам дека интересна година за реинкарнација на некои нови можеби измени во светот на дигиталната дипломатија кај особено и младата популација. Добро ни дојдевте уште еднаш. Мислам дека ќе биде соодветна темата да ја отвориме за сите на телевизија. Некако често се зборува за оваа забрана, еве некои земји тоа го прават. Дали, Бојан, според тебе тоа ќе донесе конечно заштита на младите? Она што е сигурно е стравот од промени. Не, тоа секако, меѓутоа стравот кај родителите од тоа дали нивните деца ќе бидат сигурни во интернет просторот, дали некоја личност таму или некој алгоритам таму ќе ги воспитува, ќе ги образува, ќе им ги дава насоките или тоа ќе го прават луѓе кои што мислат добро. И тоа е реално и постои. И мислејќи дека на вештачки начин ќе го прави тоа? Апсолутно и се случува. Не е спорно дека се случуваат негативности и опасности. Во исто време, она што исто така константно е потребата на младите, особено на децата, но и младите да бидат собствени своји, да изградат свој идентитет, да се отргнат од нашите и повозрасните генерации. Едноставно, како што сме го правеле сите тоа. И сега во оваа нормална ситуација која што секогаш постоела и кога немало дигитални уреди или кога немало социјални медиуми, особено денеска, треба нешто да се преземе за да се осигура позитивното во интернет просторот и тука доаѓаат државите и системите и бираат различни начини. Наједноставното, барем за предедноста, ќе забранија. Меѓутоа, од стручен, меѓутоа и од секаков друг аспект кој ќе се постави, како тоа ќе го забраните? Како тоа ќе се мониторира? Како тоа ќе видите дека ако забраните една или две или три социјални мрежи, нема да се појават други? Зборуваме за деца, не зборуваме за безбедносни системи, не зборуваме за политика. И јас секогаш сум тука повеќе поборник за родителска одговорност, бидејќи родителите се навистина загрижени. И им треба поддршка во тој дел. Оти забраната може да делува како леснување и за еден ден, за 3 дена, за 5 дена, кога ќе се случи, не дај Боже повторно опасност на едно место или на 100 места, значи не само да не се верува во забраната, тука не се верува воопшто во мерките. И од тука јас сум многу повеќе за родителска поддршка и
одговорност во исто време и со многу повеќе за медиумска, дигитална и денеска ВИ, односно писменост на вештачката интелигенција. Не се заборавајте дека ние денеска се соочуваме за вештачка интелигенција, а забраните за социјални медиуми кои што почна социјалните медиуми пред 15 и повеќе години, денеска стапуваат на сцена. Значи, некако се чувствувам како онаа дилема дали треба да има мобилни телефони во училиште, што барем за мене е решена. Не треба да има ако на мобилните телефони се дефокусира од наставата, но да, треба да има ако на мобилните телефони се користат за наставата. Така што не е до уредот, не е до мрежата, туку е до тоа што ќе се прави, како ќе се прави. Да, иако да речеме кога зборуваме за тој баланс и кога зборуваме за одговорноста на родителите, никако тој е еден магичен круг. Државата го прави тоа како заштита, го превзема тој чекор. Од друга страна, во овој тотално динамичен свет, родителите можеби и чувствуваат немојкта дека токму таква контрола може да имаат и некако се посигурни ако државата тоа го превземе, не навлегувајќи во деталите дека што ќе се случи тоа во денешно време и хендикеп за овие генерации кои што се родени и живеат во дигитално време. Дигитално ги онеписменуваме на тој начин. Јас се сложувам, ако даде ефект и ако целосно се спроведе, јас немам проблем државата го преземе, односно државите го преземе тој чекор. Но еве прашувам, кој ќе го прави надзорот на крај? Родителите. Ако едно дете стави дека има 17 години, или ако замени идентитет, или ако направи било што, или ако користи прокси сервери, кој тоа ќе го надледува? Ќе чекаме Министерството за внатрешни работи да бркаат? Не, пак ќе се сведе контролата кај родителите. И тоа ми е токму поента, бидејќи родителите се најзагрижени со право за своите деца, природно е државата да им биде сојузник. Ама не сојузник да каже јас се од утре ќе каже ќе свирнам со свирчето и никој. Не се спроведува ни еден закон така. Значи потребно е подигање на свест, потребно е вклучување на сите, потребно е давање на алтернативи, бидејќи зборуваме за деца, зборуваме за млади. Да. Значи едноставно сметам дека во ред е да се тестира и да се прави, меѓутоа секоја мерка може да создаде многу поголеми импликации ако не е прилагодена на возраста, како што секоја содржина на интернет која што е неприлагодена на возраст на дете може да направи огромни штети, така и секоја мерка која што е неприлагодена за државите, за начинот на спроведување може да направи проблеми подолгосежни и за децата, но и за родителите. Внимавајте. Во Албанија имаше пред година најава за TikTok. Така е, да. Ја не сум видел извештај дека во Албанија нема TikTok, мислам тоа формално нема, меѓутоа се повеќе доаѓаат од сите страни дека се користи на овој начин, на оној начин. Ќе се најдат некакви методи. Или ќе се најдат нови платформи. Значи едноставно мора да се биде многу внимателен и фокусиран што се прави. Интересно е кога пред повеќе од 15 на години првпат се случува MySpace, Hi-Fi и така натаму, кога говоревме како да се вклучиме во дигиталната дипломатија, да се поврземе, ние сме таа генерација. Од времето пред мобилните, па со мобилните, без интернет, со интернет, така некако. Ние сме во тој момент на транзиција. И сега доаѓаме по 15 години како да се заштитиме од опасностите и ризиците кои што постојат на платформите. И сега ова што споменуваме постојано, Марија исто сведок во редакција, секој од нас некако се обидува да ги гледа примерите од светот. Русија на овој начин, Австралија е прва земја, да речеме, како ја заокружува 2025-та. Скандинавските земји се во широко поле на интерес да го прифатат овој модел. И сега мене ми се наметна прашањето, Бојан, дали со овакви блокади светот на некој начин ризикува да се подели на дигитални острови, би рекол вака и метафорички, каде што секоја земја ќе гради некој собствен, можеби затворен интернет екосистем и какви можеби ќе бидат последиците за младите генерации кои што, да речем, растат онлайн, како што е случајот со нашата Марија. Тука доаѓа улогата на Европската унија според мене, која што веќе работи на тоа и мислам дека се повеќе тоа ќе го прави да направи еден унифициран систем барем на ниво на Европа и барем на ниво на сите држави кои што сме на овој континент. И не мислам дека доброто е иднината да биде поделена на разни острови, односно да биде поделена секоја држава или секоја комуна своја пракса и правило, бидејќи потребите на младите луѓе, потребите на родителите, а потребите на развојот на секоја држава се речиси идентични. Јасно. И млад човек во Бангладеш и млад човек во Австралија има потреба да добива информации, да се развива, да расте, да се едуцира, да не ги редам сите фази, нели тоа психолози, немаме овој пат психолог, па психолозите ќе го објаснат. Така што мислам дека мора да се стават напред фактите, наспроти многу често стравовите и решенијата кои што изгледаат лесно. Повторно велам, нека демантира Австралија, јас немам никаков проблем, јас и за Албанија го кажував тоа.
Посакувам да покаже со таков пример дека ќе успее и веднаш сите да го следат. Меѓутоа, секоја мерка која што се однесува за деца особено, не за Марија и млади, туку за деца, е многу битно да може да се спроведе, е многу битно да биде логична и за децата и за родителите. Најлесно вие тоа го гледавме, пак ќе го спомнам ковидот. Ова забрани, до 12 ќе се движат пензионери, од 12 ќе се движат деца, ама не се спроведува. Се еве од перспектива сега не оди така. Мал милиони небулози имаше сега. Еве правеле сите најдобро што знаат, ама да го излечеме сега, да го излечеме квалитетното и доброто, така е, да. Значи не функционираат работите, луѓето се луѓе имаат, особено деца и млади луѓе. Исто како што родителите имаат право на безбедност на своите деца. Дајте им поддршка на родителите, советувајте, организирајте ги. Видете како можете да им дадете повеќе можности, повеќе начини, повеќе време, што и да е, повеќе уреди на крај. Знаете, многу често, особено не е тоа Австралија, веќе дојме кај нас. Многу често проблемот со незнаењето како се однесувате во интернет простор затоа што родителите не можат на своите деца да им дадат квалитетни уреди интернет. Па децата мора да чекаат на некоја бандера да фаќат и дојдат во други куќи тоа да го прават каде што вие веќе немате контрола. Тука државата треба да се посвети, значи да возможим на родителите да функционираат и да го дадат најдоброто што сакаат да го дадат за своите деца. А не само да каже за окей, ако треба нека забрана ќе се стави забрана, ама секогаш знаете денеска е TikTok или е не знам Instagram, утре ќе биде кој да е, буквално утре. А веќе се раѓа некоја нова идеја дека јас ние сме тука говориме. GPT ја програмира. Значи некој млад човек исто седи и вика направи ми код за ова и ова и почнува да. Мислам така интересно е дека додека ние говориме всушност некој сега веќе разбира некоја нова алатка. Да, а еден интересен феномен е токму оваа генерација Z за која што зборуваме. Некако се повеќе податоци излегуваат глобално, ако зборуваме на кој начин свесно размислуваат оние кои што се дел од оваа генерација. За генерација која што мислиме дека нормално живее, расте, се родила и живее и расте во дигитален свет. Генерација која што веројатно и ги прати светските трендови, а сепак освестена генерација за сите оние движења кои што ги имаат. Неодамно прочитав дека имаат движење go with the flow, тоа би бил како англиски израз или како ќе речеме што е она кое што те става во медитативна состојба, така некако ќе го преведеме, или да во состојба на опуштање, во состојба на безмисли, нешто кое што тие самите одлучиле дека ги прави да се чувствуваат добро. На таа возраст, кога нели знаеме паметот лета, нели се ни е интересно, секаде сакаме да бидеме и се сакаме да правиме. И покрај предизвикот за генерација која што мисливме дека е 24/7 онлайн, тие се одлучуваат за свој личен полициски час да бидат офлайн, да сватиле како тоа им влијае. Марија, како представник од оваа генерација и си од оваа генерација, како прво лично ти размислуваш на ова? Како новинар и како наша колешка си информирана за тоа што се случува во светот, но дали и како кај нас и твоите пријатели и окружувањето нели размислува на тоа, но и се однесува? Така. Па сметам дека за разлика од претходните генерации многу се разликуваме најпрво по дигиталната ера, што за нас на некој начин тоа е нормална работа, природна работа. Едноставно сме растени сурфајки на интернет, употребувајќи ги тие социјални мрежи, но можам да кажам дека еве барам јас кога бев дете, да, се сурфаше на интернет, се користеа тие социјални мрежи, но не беа толку популарни како денес. Например, денеска денешните деца многу повеќе ги употребуваат за разлика од нас и ние имаме искуство во тие два света. И да можеме да играме на улица, што би се рекло, но и да истражуваме на интернет. Сметам дека тоа е главната разлика од нашата генерација и претходните генерации. А во однос на некои други разлики, мислам дека интернетот не има направено многу послободни, некако да имаме многу поголем избор за некои работи, да говориме многу јавно на некои теми за кои што имало стигма до сега. И сметам дека сами си правиме да имаме поголем избор. Едноставно не живееме по некој шаблон, како што живееле претходните генерации. Едноставно тие биле во некоја комфорт зона според мене и живееле по некој шаблон, по некои правила кои што биле наметнати од општеството. За разлика од нас што
гледаме многу работи на интернет и на некој начин се ослободуваме да не живееме така. Ке се поистовети што мал милион приказни. Излегувате, како велиме, од матриксот или калапот кој што во кој што не става системот. Генерација Z најгласни во смисла на тоа да го прават тоа што го сакаат, не тоа што им го наложуваат, и многу често подготвени да кажат не. Да, ние тоа сакаме промената која што се случува. Сакаме да бидеме реални, да не живееме по тој шаблон и едноставно да направиме како нас не одговара во животот, а не да размислуваме што ќе мислат другите. Едноставно ние сметаме што е најдобро за нас и така функционираме. Мацко, кога ги гледаш сега сите, да речеме, овие нови методи на забрана, нели, исклучување на акаунти, вака говорите, да речеме, со пријатели, како го доживувате, како се тоа, како заштита или некое ограничување кое што ви прави сега од друга страна? Дека мора да биде тенденциозно, дека млади до 16 години нема да може да ги користат? Сметам дека тоа е индивидуално. Како за секој возрастен човек, доколку сам си дозволи, социјалните мрежи и интернетот ќе му штетат. Но тоа зависно, индивидуално е. Пример, јас можам да си поставам граница до каде ќе одам со тој интернет, нели, што ќе гледам, кои содржини ќе ги примам. Апропо алгоритмите, да. И нели сама ќе си дозволам и ќе одлучам дали ќе ми бидат во корист или пак ќе ми штетат. Верувам да родителите треба да имаат поголем надзор кон нивните деца, но генерално сметам дека 15 годишно дете можеби нема толку не е толку предпазливо за одредени работи, но сметам дека доколку само одлучи може да си ја постави таа граница за што е добро, што е лошо. Ете некои 60 до 70%. Да, свесно расудување, дали и што можам да црпам како информација и едукација. Да, сега го правиме паралелно разговорот и за деца под 16 години и за генерација Z во однос на промените што ги донесуваат и во однос на тоа како и на кој начин ние како возрастни треба да влијаме за тие промени и како треба да ги насочуваме младите, не да им кажуваме што прават или како треба да мислат, туку едноставно можеби да им ги покажеме вистинските насоки. Бојан, не знам дали знаеш, јас знам затоа што имам дете 4-то одделение, се потпишува петиција, односно дел од загрижени родители, наставници и стручни лица и граѓани на Македонија. Минатата недела стигна тоа до Собранието, до Министерството за образование и наука, за дигитална трансформација Министерството, Агенцијата за заштита лични податоци и за електронски комуникации и вели петиција заштита на децата до 16 години, регулација на употребата на TikTok и социјални мрежи. Сега тука се има соодветен вовед, зошто е тоа така, зошто оваа тема е итна и што е проблемот и кои се клучните аргументи кои што повторно се набројуваат како такви, негативно влијание врз менталното здравје кај младите, опасни и штетни содржини, закана за приватност и личните податоци, изложеност на дигитално насилство или сајбербулинг и недоволна законска регулација и слаб надзор. И веројатно родителите... Ова се точки, Ване? Ова се точки, да, во однос на тоа што содржи петицијата и зошто родителите се, да речеме, борат на некој начин за вакво нешто. И сега, нели, нормално збирот од родители од училиштата или оние кои што се до кои што е упатена оваа петиција, кој како размислува на тој начин и дали ке нас треба да се превземе нешто такво. Затоа и до институциите и до министерствата испратено сето ова. Верувам поттикнато од оно кое што го зборуваме, се случува во светот. Законската регулатива во Македонија, рамките во кои што ние живееме и функционираме, кои што повторно не може да се споредуваат со европските земји или останатите земји во светот, а сепак сакаме да ги заштитиме младите. Па, нели, размислувањето од експерт како тебе. Затоа и така започнав, апсолутно треба да се има целосно разбирање и поддршка за родителите и барањата. Не постои, јас сум сигурен родител, кој што не е загрижен за тоа како неговото дете ќе се постави, какви правила мигра и какво воспитување ќе добие денеска. Дали ќе биде тоа под влијание на алгоритмите, дали ќе биде тоа под влијание на имагинарните, наведом реални луѓе на социјалните медиуми и во вештачката интелигенција. Тоа е факт. Меѓутоа, тоа е основната и клучната премиса. Ако не соработуваат, ако не разговарат институциите, ако не наоѓаат решенија, може да се носат несоодветни погрешни одлуки. Тука е опасноста. Да. Значи, не е спорно дека родител бара начин како да го заштити своето дете. Меѓутоа, што кажа Марија, една многу клучна работа, мислам повеќе, но една ќе издвојам тука. Вели, ние сме родени во време на интернетот и сега знаеме дека не треба одмор од интернетот. Тука е клучот. Значи, ако некој го кинал в интернетот, нема ли да бидат вака како генерација? Нема ли да знаат зошто највозрастни, еве ќе се изземаме се нашите родители,
Да. Не знаат што прават на интернет, на социјални медиуми се уште. Да. Заради тоа што никош Лутајки, немале така е, искуство така со е. интернет. Че вие не можете да сметате како институција. Секој човек има право да мисли што сака и да бара како смета. Тука Да. дилема не. Тоа како институција вие морате да земете предвид. Што е реалноста. Значи, поентата е како да се издвои сокот од кората. Значи, цедите портокал, лимон и како да го добиете сокот. Значи, вие ако фрлите цел портокал, нема да имате сок. Ако ја сецкате кората, ќе биде горшлива. Значи, поентата е како да го издвоите тоа што ви треба. И тоа е умешност. Сега, постојат повеќе рецепти. Ние зборуваме за Австралија, зборуваме за Данска и така натаму. Меѓутоа, мораме да ги гледаме и другите алтернативи. За мене, решението е следење и вклучување во содавање предност во сите напори Европската унија што ги прави. И за социјалните медиуми, сега е во фаза на разгледување и зимање на еден модел, и за вештачката интелигенција, оној закон кој што се носи, односно акт таму, че едноставно мора да бидеме дел од нешто пошироко и да направиме мерки кои што ќе бидат дел од поширокиот круг. Бојан, секогаш кога се предлагаат строги мерки, секој пат се постава кај секој од нас практично истото прашање како да ги заштитиме децата без да ја загрземе, можеби и по тоа слободата нивна на изразување. Кој би бил според тебе демократскиот минимум кој што мора да се задржи кога регулираме онлайн простор кај во случајот генерацијата Z? Клучното е да се издвои што е позитивно. Затоа што ние кога зборуваме за интернет, па и социјални медиуми, па и вештачка интелигенција, че ние треба само да направиме во глава еден експеримент, да кажеме дека утре од ова ништо нема. Се романтичното, тие повозрастни генерации, ово супер ни беше. Ама ти кога нешто, како велат британците, what you have seen, you can't unsee it. Значи, што си видел и остил, не можеш да се вратиш ти назад. Така е. Значи, тоа е исто како пред 40 години да каже се телевизорот во боја ќе го земеме. Па да, можно е, ама не оди. Или радиото претходно и така, или вокмените, дискмените, или од дискети. Сега да им кажеме не, од клауд ќе се вратиме на оние големите дискети, што е само 20 години назад. И ќе режеме CD. Значи едноставно мора прво да се најдат позитивни, тоа е едната работа, да се најдат позитивните работи при добивките и да се издвои здравото од нездравото. Заради тоа што замислете социјални медиуми и вештачка интелигенција како еден суперсоничен нож, кој што во кујна може да спреми, кујната тука може во кујната да спреми 100 јадења во 10 минути. Некој, се извинувам израз, некоја будала, некој криминалец ќе земи ќе убие некого за тој нож. И се ние не можеме да кажем овој нож од утре нема да постои затоа што еден човек или еден постои или не е важно, не ќе изградиме мерки како тоа да не се случува. Да, убаво кажано. Тоа е работата што ние треба да ја направиме. Апропо, прости само, околу ги спомена европските регулативи на што Европската унија работи како за социјалните медиуми, на вештачка интелигенција веќе има акт кој што наскоро стапа во сила, некој што да споменеш за што станува збор конкретно? Буквално станува збор за заштита од оние deepfake видеа, лажни видеа, станува збор за начин како да се создаде пракса за тоа да се користи. Значи буквално цела регулатива, што е дозволено, што провајдерите може да прават, како граѓаните се заштитат, буквално сега се работи на оживувањето и тоа се работи, пазите, веќе година дена. Не се прави промената. А интересно што го спомена кога нели родителите или повозрастната генерација, ајде наши да речеме, кои што влегуваат во интернет просторот, ќе ги споменам моите родители, се уште не може да направат дистинкција што е реално. Мајка ми кога ќе ми испрати некакво видео, види што се случило на железничка, како некој спасил мамо, велам тоа е вештачка интелигенција. Како? Моментот е како тие најчесто се измамени, а не генерацијата на Марија. Тоа ви велам. Па некогаш и меѓу нашата генерација се случува, не се сомневам, да. Се случува, тие се направени да изгледаат така, ама тоа е проблемот. Значи ние сега дискутираме нешто, три теми се за мене. Првата е дали да има мобилни телефони во училиште. Легитимна? Легитимна. Број 1, така е. Ама што со таа тема? Ние повторно уште дебатираме или носиме одлуки кои што за некоја година ќе викаме ле ова беше погрешно. Втора тема е дали социјални медиуми да им забрани на децава или не. И третата тема е вештачка интелигенција и тоа што не се знае што е реално, што е нереално, што е создадена реалност, што постои. Дајте да ги обединиме и да сватиме дека има еден пристап. Тоа се регулација, тоа е пракса, тоа е едукација, дигитална и во едукација. Значи, забрана треба да има, но таму каде што нема друго, таму каде што, како во сообраќајот, и тие што возат 51, и тие што возат 61 нема, меѓутоа се разговара како тоа да се постави. Не може некој со 200 на сат кој што ќе ја прошише партизански, некој кој што ќе направи 51 или можеби еднаш направил 51 во 49 да биде исто.
Не Да. може. И тоа затоа се работи, се размислува, се менува, но добро е, но што е добро? Добро е да има регулација. Вие не забранувате, видите, пошто 10.000 луѓе возат со 100 на сат, се никој нема да вози по улица. Само да ги ставиме примерите во реалност, значи градите отпорност, градите едукација, градите нешто, значи кое што ве создава како и држава и како личности многу посилно. Значи поддршка за родителите, а со тоа ќе има поддршка и за децата. Само со викање, забрани, ухинување или ништо, или америчкото кај делот, ништо не се забрани и тоа не е добро. Не резултира со... Да, не Повторно сумира. балансот Јасно, и таа, Така е. нели, да, за промената која што треба да се случи во однос на образовниот систем и законските регулации ќе позбројаме уште малку во продолжение, но ќе се вратам повторно на Марија, она спомена дека генерација Z е генерација која што го прави тоа што го сака, при тоа не замарајќи се што ќе кажат другите, нели? И од тука претпоставувам дека добро го организира собственото време, во смисла на тој баланс или mindfulness, продуктивност, нешто што е составен дел од секојдневието на овие млади или на оваа генерација, и од тука ги извојуваме вредностите пошто кои се карактеризира. Кои се вредностите, Марија, според тебе, кои што ги има вашата генерација Z и како всушност ти го поминуваш секојдневието или како ти го правиш тој баланс? Еве вредностите на некој начин дел ги напоменав и Да. на почетокот на самиот разговор. Многу сме реални, многу сме искрени. Знаеме како да си го одредиме времето. Еве моето слободно време, да, сурфам на интернет, ги користам социјалните мрежи многу нормално како секој еден во мојата генерација, па и општо и другите генерации, на некој начин на сите од нас социјалните мрежи не се секојдневие, но дел од тие информации кои што нели ги гледам на самиот интернет и на самите социјални мрежи, доколку сметам дека не ми се во корист или пак воопшто не ме интересираат, едноставно ги игнорирам. Како што вели она народната од едно во влегло, друго излегло. Буквално така, не гледам да читам се, да ми влијае се, бидејќи има многу негативни примери кои што може да ни влијаат лошо. Не само на нашата генерација, на секој еден од нас, па дури и на малите. Да. Дечиња. Ние гледаме глобални трендови и TikTok и сето она кој што се на социјалните мрежи, и кои се најчесто вашите разговори или теми на разговори, во смисла на тоа дека нели помладите се посклони на тоа што вели Бојана на почеток, сакаме да сакаат, па и ние како повозрасни да бидеме таму, да го правиме тоа или не знам, нели, се она кое што го гледаме и што ни се чини интересно. Па тоа мислам дека е еден лош пример за социјалните мрежи, ама пак ќе напоменам дека тоа е индивидуално од човек до човек. Пример, многу поединци во нашата генерација сакаат да го представат животот во некое скроз друго светло, дека имаат идеални животи, дека се е совршено, па кај многу поединци тоа создава анксиозност и депресија. Да. Едноставно на некој начин ја искривуваат реалната слика за животот и представуваат некои вредности кои што не треба да ги поседуваме. Тоа е едната негативна страна според мене на социјалните мрежи, но другата позитивна страна е тоа што барем ние генерација Z сме виделе многу негативни, лоши примери кои што не направиле предпазливи за многу работи. Пример, тие негативни примери не сме можеле да ги слушнеме во училишните клупи, од нашите родители, но сме можеле да ги видиме таму и многу предпазливи не направиле според Да, мене. Мацко, мислиш дека генерацијата твоите пријатели успеваат можеби да ја скршат токсичната култура денеска на споредување? Па искрено сметам дека они на некој начин ја создадоа. Така да не верувам дека нашата генерација би го скршила тој мраз, но зошто да не би се случило тоа со идните генерации. Пример, оние кои што следат. Да. Една од, тоест поводот за една од нашите теми денеска, неколку теми ни се поклопуваат, но верувам дека го лоцираме тоа што е најважно. И забраната, информацијата која што стигна минатата недела, забраната на Roblox од страна на Русија. И тоа може би предизвика зачуденост во останатиот дел од светот. За Roblox е една од најпопуларните игри компјутерски. Образложение неприверна содржина. Да, екстремистички LGBT непристојни содржини наведуваат дека има загриженост за децата од страна на руската агенција, додека Roblox тврди дека има силни безбедносни мерки. И сега ние сме свесни дека кај нас игра Roblox. Децата се прилично навлечени на тоа, но зошто Русија го прави ова?
Дали постои една цврста основа или вака, какво е твоето лично мислење? Дали е тоа издржано, еве да кажем? Ќе бидам директен, јас не ги давам за пример одредени земји за забрани, особено не Русија и Кина. Нити се еклатантен пример кај многумина не се, да. Не, кај многумина можеби се, меѓутоа јас никогаш не ги давам како еклатантен пример за демократски забрани. Во однос на одлуките што ги Во однос на ново одлуки, особено не на забраните, Да. заради тоа што сепак верувам во европскиот пристап, верувам во евроатлантскиот пристап, верувам во демократијата која што се носи со диалог, со разговор, со вклученост на сите во еден процес, заради тоа што само тоа дава резултати. Преку ноќ носењето на забрани, тоа базирани на Сократовата одбрана, односно како бил суден, нели не верува во исти богови во кои што верува државата и расипува младината, јас во тоа никогаш не сум верувал, никогаш не сум бил застапник. Меѓутоа, темата за Roblox е актуелна и во САД, и во Европа, и тоа е неспорно. Меѓутоа е тема на која што се разговара и се бара да се заштити приватноста, да се заштити влијанието од негативни појави врз децата, и тоа е битно. Мора да направиме разлика дека секоја одлука или секоја забрана што се носи мора да има ефект. Не може да биде дневно политичка одлука, затоа што пазете, ние сме гледали забрани социјални медиуми во многу земји пред да се промени режимот. Например, сме гледале забрани на социјални медиуми во многу земји каде што всушност властите стравувале за себе, а не за целните групи. Така што тоа мора да се издвои. Едно е вие да имате заштита на деца, заштита на безбедносниот систем, заштита на податоци. дискрепанција, апсолутно. Апсолутно. Сосема друго е да вие во некоја ваша во наводници режимски или не знам каква процент кажете не, ова ќе го забрам затоа што не ми се допаѓа мене. Од субјективни причини? Да, затоа што не ми се допаѓа мене. Знаете, мене што не ми се допаѓа, веројатно затоа се кандидирам да имам некаква власт и моќ, заради тоа што не е поентата да одлучувам јас туку има систем. Индивидуално. Така е. Не може, ако ние се водиме, ова не беше добро. Значи има процес, има процедура. А втората работа во овој контекст, секаде во светот, веќе технолошките компании се сериозен играчи, се едни од најбогатите и компании и поединци кои што ги поседуваат, и станува геополитичка битката за тоа каде ќе провлада. Видете што се случува со TikTok, САД и Кина преговараат и веројатно ќе го финализираат договорот за брзо време, каде што ќе се поседува различен влог или различна собственост со цел да податоците бидат сигурни да не се одлеваат во една држава, односно во случајот во Кина. Тоа беше барање на САД и тоа ќе биде и барање на Европската унија. Значи, станува збор за геополитички игри, меѓутоа, ако во секоја оваа одлука не е безбедноста на секој од нас, ако не е безбедноста на децата, тие одлуки ќе бидат нецелосни, нема да бидат И издржани. секој пат ќе бидеме колетарна штета, Да, практично нема како да и до имаш сега добар. поучени. Јас мора да разберам, секој од нас овде мора да разбере и пред екраните дека ако се создава некаков заштитник на податокот или се бара да ја сменам лозинката секој втор месец, тоа се бара заради мене, за да некој не ми влезе во системот, не ми ги украде парите. Ако се стават филтри да не влегуваат спамерски пораки кои што викаат остави трансакцијска сметка и така, се прават за да некој не ми украде нешто. Податок е след. Тоа е идејата. Се има разлика кога некој ми каже ти не знаеш што е добро за тебе, нели Марија што вика нашите генерации знаат што и тоа е здравото. Секоја генерација и секој човек мора за себе да знае што е добро. И проблем е кога некој иде, јас ќе ти кажам се што е добро за тебе. Ја ќе ти кажам како да го воспитуваш детето. Од барањето на родителите да има регулација до фаза, јас ќе ти кажам се што да прави со своето дете, е тенка граница. Не, многу е тенка. Заради тоа што државата мора да им помогне на родителите, а не да им каже како да ги воспитуваат децата. И онаа разлика што направи повторно ќе каже Марио, тие генерации, како беше комфорт зона и дадено комфорт зона и по шаблон. И по шаблон функционирање, денеска сите сме многу пострекни, си признали, сега кога ќе ни дојде стравот, викаме шубо беше кога се беше регулирано. Ама во 364 други дена си викаме шубо, чекај да нарачаме онлайн, чекај да видиме што картиве многу ефтини, 20 евра да леташ до тука, а порано било 450. Види ова шубо можеш онлайн да поднесеш документ да извадиш. Да, а и суштината на животот или во човечката природа е дека преку дури негативни искуства треба да го научи оно кое што е добро или лошо за себе, па и за општеството, а не нели одлуките кои што така се донесуваат. Само да не се фатални, затоа е важна регулацијата. Значи, негативни искуства ќе има со се, меѓутоа да не се фатални. Значи, работата е да не биде масовно расширено, да не биде фатално. Да, меѓутоа и апропо Roblox, колку овие мерки денеска
нели мене ми исто прашање на вистина служат за заштита, а колку може да бидат инструмент за цензура и изолирање на младите од глобалната дигитална заедница? Одма да одговорам, значи младите никогаш нема да ги изолираме од глобалната заедница. Што и да се случува, што и да, освен ако не станеме Северна Кореја некаде. Меѓутоа генерално, вие колку многу го сакам тој пример, во градскиот парк има една чешмичка со 8. 8 чешмички. Колку ги затнувате, на другите излегува поголем лас. Да. Значи Мора негде да излезе, така? да, апсолутно, тоа е природен процес. Вие како држава, како системи, се што можете да правите да регулирате во интерес да негативните појави и фаталните појави не се случуваат. Магично стапче за да се пример, дали можете вие со закон да кажете сите ќе научат математика. Значи мора некој да седне да го учи тоа дете математика и нормално тоа дете само да учи. Значи тука се наставниците, тука се родителите, тука е детето. Значи дури да донесете закон, дури државата каже од утре ќе ги испрашувам на улица, полицијата ќе застане и ќе праша коренот толку и толку. Значи мора тоа дете да го научи. Повторно доаѓаме низ процесот. Да. Значи се е процес. На Процесот на учење ги вклучува наставници, родители, деца. Да. Тоа е тоа. И да не забораваме тука еден негативен ефект ако зборуваме за ваквите закони ригорозни или од крајност како велиме до крајност. Удар на менталното здравје во таа смисла или социолошкиот аспект. Значи, она кое што може да го притрепат тие генерации токму поради од земањето на една од најголемите или најпопуларните платформи за интерактивна игра, што значи не да не се гледаат ризиците, и не да се забрани тотално, него да се најде тој баланс. Влијанието кое што го имаат повторно ако се сврнеме на менталното здравје и на нели социолошкиот аспект или дружбата, која што тука може да ги направи позатворени и повторно да се појави на која што и статистички го имаме, а тоа е депресијата и анксиозноста, нели? И тоа е еден негативен ефект од она кое што добро сакаме да го направиме, а може да излезе како негативно. Ако вие сте детектирале според законите и според демократскиот развој 5 проблеми во една мрежа, како функционира САД и Европа, праќа барање, односно информација тоа да се промени, ако е нешто ново или ако нешто е договорено го прекршиле, праќа казна. И тоа е системот. Значи, ако вие сте виделе 5 работи што се прават, зборувам демократски погрешно, законски погрешно, не е по ваша проценка дека се погрешни, едноставно испраќате и барате да се отстранат веднаш, односно наложувате да се отстранат веднаш. Ако не се отстранат, тогаш вие преминувате кон казни и забрани. А едноставно да кажете ништо не чини затоа што се јавила нуспојава, не знам, мислам, пак ќе го кажам уште еден мој омилен пример. Ако испиеме 10 литри вода денеска, веројатно секој ден со тек на време ќе даде нуспојава, колку и да е водата многу здрава да се пие. Значи едноставно мора да се издвои проблемот од решението, односно проблемот од придобивката. И да се адресира проблемот, не може се да е лошо. Не знам како да ви кажам, јас одам, секој од нас патува или оди, не е дома, на мобилен телефон гледа кој утринска на Телма, кој спортски надпревар, кој реалити шоу, кој турска серија. Значи се гледа. И се тоа е придобивка од дигиталното време. Оти ако се уќине тоа и тоа се што се прави, ја знаеш како немам телевизор или отидов таму, пуштив на мобилен или лаптоп и тоа ќе го немаш. Апропо алгоритмот, Бојан и Марија, можеби ќе ја прашам каде ја гледа денеска линијата помеѓу корисна порака и дигитална манипулација. Затоа што лесно можеби знаете свесно да расудите, ја имате нели рамката, како некој пат луѓето сме биле нели затворени во кафес, како денеска имате таа можеби нели своја дипломатија на некој начин и аспирација да бидете парламентарни, ама денеска како се прави таа да речеме нели разлика? Мислам пак ќе напоменам, тоа е индивидуално. Едноставно сами знаеме да се извинувам, да расудиме што е лошо, што е добро. Еве еден пример, сега се сетив. По еден разговор со психолог зборувавме токму за ChatGPT, каде што нели после разговорот во живо ми напомена дека многу сушност слепо веруваат на советите кои што ги дава ChatGPT. Дури една од родителите кои што на неа и се познати напоменала на нејзиното дете доколку не ти е добро, слободно прашај го ChatGPT за совет. Што прашај го првиот доктор. Да, што ете пак ќе напоменам, тоа е индивидуално, едноставно некои не размислуваат рационално и не знаат што е добро за нив, без разлика за која генерација станува збор. Така да индивидуално, ете, јас лично знам да
разликувам која порака е добра, а која лоша за мене. Да, но низ на годините или во детството можеби не толку, затоа тука се и твоите родители. Јасно, да. Кога зборуваме за забраните, дали си имала конкретни забрани од родителите, ти или можеби твоето друштво кој што го споделува тоа и на што се однесувале тие забрани практично или конкретно прашањето нека биде како реагира генерацијата Z на таквите забрани и дали постои револт, дали постои некаков начин на освестување и можност за размислување, што е она кое што го создаваат забраните како реакција? Лично јас не сум имала забрана од моите родители. Ако зборувам за моите пријатели, пријателки, имале забрана од тој аспект да користат телефон за да учат. Да добиваат добри оценки во училиште, но генерално не ни забранувале употреба на социјални мрежи, бидејќи не биле толку популарни како сега. Немало толку креативни содржини, немало толку негативни примери. Да, се можело да се види секакви примери, но не толку како сега. Затоа мислам дека и не обрнувале толку внимание на тоа, ќе забранам на моето дете да користи социјални мрежи, да сурфа на интернет. Единствено нешто поради кое што моите блиски добивале забрана било тоа нема да користиш мобилен телефон еден ден за да добиеш подобри оценки во училиште. Во училиште, бидејќи една од темите ни е зошто Gen Z бара баланс, ментално здравје, продуктивност и замор од алгоритмите. И сега сакаме ни алгоритмите да бидат можеби нашата поддршка како ќе ни ги создава можеби контентите, она што нели ни е личен интерес. Некој пат си почувствувала замор од алгоритмот дека нештото ти советува што повеќе да речеме на некој начин да го водат твојот избор наместо ти самата да одлучуваш. Дали некој пат тоа искрено те заморува? На моменти да, но тоа е мал процент. Пак ќе кажам дека јас селектирам што ќе ми влезе во мојата, што не, но ете веќе кога споменавме неколку пати анксиозност, депресија, ментално здравје, можам да кажам дека мојата генерација нема помеѓу мојата генерација стигма во однос на тие теми и неколку многу јавно се говори, за разлика од претходните генерации каде што реално било срамота да се посетува психолог. Било срамота да се каже јас имам анксиозност. Сега нашата генерација некако многу посвесно јавно говори за тоа. И сметам дека многу од нашата генерација тоа им има помогнато. Тие содржини, тие креативни видеа, но се разбира дека има и негативни примери кои што не треба да дозволиме да ги прими нашиот. Да, секогаш имало и позитивни и негативни. Зошто беше стигматизација да се оди на психолог? Затоа што те праќа на психолог кога си лош. Значи во училиште ти вика сега ти се тепаш, викаш, бегаш, оди кај психологот. Затоа што па и си уште е така. Да, се уште така, ама сега имаш интернет или во општеството дебати имаш промоција на психолозите по медиумите и така натаму, како нешто кое што е превентивно, некако кое што е казна. Да. Оти порано беше единствена или не дај Боже, значи некоја психичка состојба која што бара третман, тоа се одеше кај психијатар или се оди кај психолог кога нешто ќе погрешиш. И природно тоа дете од раѓање, односно од учење во училиште до станување на родител, вика ако го пратам дете на психолог, значи е лош, значи јас сум лош родител. Да. Тоа е лошо дете. лошо. И едноставно така се создава стигматизацијата. Така. Значи каде онаму каде што имаше психолози, тоа беше, значи систем. И по мене затоа. И токму уште еден пример треба ова да ни биде, зашто треба да ги стигматизираме работите што имаат своја страна која што е добра. И тежина меѓу другото. И тежина, да. Се приближуваме кон крајот, иако ова стварно навистина не е многу голема и широка тема или неколку теми во една. А ќе го завршиме нашиот разговор, Бојана, ако може да кажеме сега како ќе го скратиме ова, не знам, но мислам дека е важен дел да го спомнеме. Образовниот систем, оно што го спомна Марија денеска, нема да имаш телефон за да ги поправиш оценките, затоа што сметаме како родители дека времето поминато на компјутер и на телефон тебе ти го зема вниманието и концентрацијата и затоа ти се намалени оценките. Нешто што е да речеме често во денешното секојдневие и на родителите и на децата, но ние зборувавме пред нели да го почнеме вака официјално или во живо разговорот дека образовниот систем треба да претрпи промени заради тоа што во пак речеме дигитално време, дигитална ера, некако таблата, кредата, клупата, лекцијата се си има свој удел, но мора да биде во темпо и соодветно на оној што го живеат денешните генерации. Кај младите генерации постои резигнираност, кај образовниот систем постои една ригидност. Не можеме од компјутери на табла. Да, ама тоа е ерор во системот на ако генерацијата Z на Марија била родена кога јас веќе една година имав имејл,
хотмел во таа ситуација. Значи, овие генерации денес кога што одат на училиште се родени кога е зачетокот на вештачката интелигенција, значи кога интернетот е масовно распространет. Да. И сега вие кога ќе им кажете види ја табла, види го сунгерот, види ја кредата, значи едноставно има ерор 404, не ја пронаоѓаат содржината, не ја гледаат пред себе, зашто излегува од училиштето и наоѓа дигитален уред. Морам, многу го сакам пример, со белешка за автор, тоа ми дури и фрустрација. Значи, кога не тера да одиме по библиотеки за да најдеме Джек Лондон, да му ја најдеме биографијата. Значи, денеска него ни куца дури, само вика Джек Лондон биографија и ја дава. Да. Такво е времето, може да ни се свиѓа, може да сме севрет, ма не може ние да бидеме несвесни што се случува. Мислам, правиме штета. И кога ќе го слушнам, знаете, кога ќе слушнам денеска, знам дека ќе најде на остри реакција, ама затоа го кажувам. Значи, кога ќе слушнам денеска, доби моето дете слаба оценка, односно казна заради тоа што лошо пишува. И јас викам, зошто треба да пишува? Како зошто треба да пишува? Па тоа е моторика, па тоа е ова, па тоа е добро. И се си велам вака, викам, замислете кога снемало храна на земјата, на ваквото, нели човекот Дарвиновата теорија вака одел по земја и почнал да се исправа за да почне да бере плодови и да се прехрани. Не мислите некој ортопед тогаш или некој денес кај немој да се исправаш, многу ти е лошо за рбатот. Значи еволуцијата е битна работа. Не промовирам дека треба 100 сати да се биде на интернет. Не промовирам дека не треба се знае да се пишува, ама стварно овие деца денеска нема да пишуваат на хартија. Дали ја сакам хартијата? Еве ми ја јакната, 2 тефтери имам на кои што пишувам на состаноци. Не сум јас IT гуру кој што не можеш да се абстрахираш целосно од. Ама не, јас не можам. Новите деца хартијата не е нивното, така не е ни кредата. Така не е ни таблата, ни сунгерот. Значи мора да се прилагоди на тоа што го прават дома. И последно, како што тие наставнички професорки, кога ќе си дојдат дома на своите деца и внуци им се јавуваат од странство на Viber, WhatsApp, чет, да не ги редам апликациите и одма се дигитално писмени или Skype, значи така мора да разберат дека и овие деца тука се дел од тој систем и треба заеднички да направат еден систем во кој што ќе се чувствуваат сите реално. Оти враќање да влезете, јас сега да влезам во училна, кога ќе ги видам таблата и кредата, ја никогаш не ми дошле до. Значи дури на обуки што држам секојдневно, има флипчарт, има хартија или пак има оној модерен сунгер со фломастер кој што се брише. Да. Мислам дека ги пренесовме клучните пораки или малку навлеговме во светот на генерација Z преку Марија. Да, и Бојан секогаш со навистина вака љубопитност ги слушаме нели овие или учествуваме во овие разговори, првенствено и мене лично како родител, но и сите кои што ги интересира како и на кој начин, можеби кои се грешките кои што секојдневно ги правиме и кој е вистинскиот начин на кој што ние би требало можеби да се отвориме, да размислуваме па и на тој начин, тоа преку сопствен пример да го покажеме на нашите деца, секогаш важни теми, особено во времето во кое што живееме, со и промените кои што глобално се случуваат. Како и да е, разговорот го правиме не да бидеме мета на осудување, туку ами да најдеме корисни информации. Ако сакаме да најдеме, ќе ги најдеме работите. Публиката го препознава тоа, односно народот. Денеска мислам дека фино беше вака да се дружиме оваа четвртка во студио. Благодариме за отварањето на вистински теми и различните перспективи секогаш да бидат до израз. Само така може да се направи добро решение. Така, Бојан, благодариме на времето што секогаш позитивно одговораш на нашите покани. Марија, ти си како дома. И ти благодариме што те беше во нашето студио. Во ова време си обично на терен и ќе бидеш на терен за кратко. За скоро за анемијата и суплементација за скоро на линкот на лице место. Ќе ти посакаме убави пријатни празници. Одмори земи од дечка додека си во Скопје, ама следен пат повторно ќе те замориме да ни пристигнеш на оваа наша столица. Разбира успех како кај нас, така и во светот. Благодарам, само успеси кај сите. Така е.